ако ги земеме на пример државите, посебно скандинавските држави како Данска, Финска, кај нив феноменот на бесплатното образование се приспитува низ една позитивна оска, односно дури за самите државјани кои што се дел од државите членки на Европа и за оние кои што не се, школарината е многу намалена за разлика од другите држави. Шведска до 2010 година не наплаќаше школарина за државјаните кои што не се дел од членките, нели земјите членки на Европа, но после 2010 ова се смени. И за ситуација е во 2017 со Финска, кои што за државаните членки кои што не се дел од Европската унија, образованието не е бесплатно, но тие плаќаат школарини кои што не се во толку голем паричен износ. Кога се работи за оние што не се дел од членките на Европа, како држави кои што наплаќаат најмалку школарина, може да ги издвоиме Австрија, Унгарија, Словенија. Но и таму ситуацијата не може да се гледа на целосно државно ниво, бидејќи знаете како федералните држави имаат различен пристап кон целото тоа прашање. Во голем дел, особено школарините се бесплатни, но во определен дел на федералните држави има мало наплаќање на така наречени административни семестрални такси, кои што самите студенти кои што доаѓаат од држави кои што не се земји членки на Европа мора да ги платат. Словенија, ќе споменеме како еден пример, кој што нели Република Северна Македонија, ние како држава имаме потпишано билатерален договор во однос на студирање и образование во оваа држава. Словенија нуди бесплатни школарини, нуди и доста програми за стипендирање, но во голем дел од нив е како услов на словен дека мора да се познава словеничкиот јазик. Во многу држави, ќе споменам повторно Данска, во оваа држава, значи, се наплаќа повеќе со студиите ако тие се на англиски јазик.